Од утре стапува на сила одлуката за посебни услови за трговијата на оделни стоки, со која од 15 август до 15 септември ќе ги опфати трговците на мало и на големо кои продаваат училишен прибор. Станува збор за мерката позната како училишна кошница, која ја спроведуваме втора година поред и нејзина цел е заштита на животниот стандард, посебно на граѓаните кои имаат деца кои се ученици и студенти. Со оваа одлука цените на производите кои ги користат учениците, тетратки, ранци, моливи, бојци, фломастери, калкулатори, ножици, лепак, папки и други основни материјали, се враќаат на нивото од 1 јуни и на истите се дава попуст од најмалку 10% во трговијата на големо и најмалку 15% во трговијата на мало. Изјави заменик министерот за економија Маријан Ристевски. Ристевски напоменува дека мерката се спроведува втора година поред. Истата дала добри резултати минатата година и дека очекува слични резултати и годинава. Минатата година со спроведување на оваа мерка според нашите податоци имавме заштеда од 750 до 2000 денари по ученик, а годинава очекуваме заштедата да се движи од 800 до 2000 денари по ученик. Оваа мерка ја правиме со цел да го заштитиме стандардот на граѓаните и да им помогнеме во овој период, бидејќи станува збор за месеци со зголемени трошоци за подготвување за зимскиот период, каде граѓаните се соочуваат со трошоци за припреми за зимници, огрев. Констатира Ристевски.